Верувам ќе се согласите дека најголемата надеж што имаме како верни луѓе е надежта во вечниот живот, надежта дека смртта не е крај на животот, надежта дека после смртта ќе живееме заедно со Бог во целата вечност. И тоа ветување ни го даде самиот Господ Исус и го потврди со неговото воскресение. Меѓутоа, живеејќи со таа надеж дека еден ден ќе бидеме на небото заедно со Бог во целата вечност, некако ја испуштаме онаа другата вистина дека ние веќе живееме со Бог и овдека на земјата. Тоест дека Бог е вклучен многу лично во нашиот живот, во секоја околност. Ние заборавајќи на тоа, живејќи со надежда дека еден ден ќе бидеме заедно со Бог на небото, се преземаме задачата овдека на земјата да се справуваме со околностите, така да се ги подредуваме, што ќе живееме во една благосостојба на земјата. До денот кога ќе одиме на небото и таму веќе ќе бидеме во Божјото царство. И така, се трудиме, така да ги подредуваме нештата околу нас, со работа, со брак, со семејство и останати нешта кои ќе бидат благопријатни за нас. Се бориме за благопријатни околности. Заборавајќи дека всушност секоја околност е околност која Бог ја доведува во нашиот живот. Дека секоја околност каква и да е, не е случајна, таа е во рамките на Божиот план кој е совршен за нас. Или како што Павле пишува во Римјаните 8:28, се содейства за доброто на оние што го љубат Бог и се по неговата намера. Секоја околност, секоја околност содейства за наше добро. Секоја околност е во рамките на Божиот план. Не само некои околности, туку секоја. Крај себе, нека оде Петар горе. Има една книга напишана пред околу 200 години, класика во политичката економија, Богатството на народите од Адам Смит. И таа е задолжителна литература на секој студент по економија. И во таа книга Адам Смит, говорејќи за слободниот пазар, на кој што никој не ги регулира цените, има некој природен механизам за регулирање, зашто на слободниот пазар нема држава која кажува кој што колку ќе чини, туку самиот пазар ги контролира тие цени, говори за една невидлива рака. Иако цените се слободни, сепак тие цени се движат во рамките на вредностите на стоките. Не може нешто што вреди, може би, 10 денари, некој да му стави 1000 денари. Пазарот си има, и тој нарекува таа невидлива рака. Адам Смит бил верник и зима илустрација од Библијата и вели, дури и пазарот е воден од една невидлива рака која ги држи цените во една контрола, во една нормала. И таа невидлива рака ја гледаме и овдека на земјата. Колку понекогаш, може би често, може би редовно, нештата не изгледаат како да излегуваат надвор од контрола, тие се водени од Божјата рака. Ако не беше Божјата рака, одамна човештвото ќе се истребеше самото. Ако човештвото ги водеше нештата, ако околностите зависе од човекот, одамна ќе не немаше. Имаше да не нема. Меѓутоа, Бог е тој кој што води се контролира. И зато Павле потоа продолжува, имајќи го тоа во предвид, продолжува во истата 8 глава во посланието до Римјаните, во 31 стих, и затоа, ако Бог е со нас, тогаш да не се плашиме од оној кој што е против нас. Кој може да биде против нас, ако Бог е со нас? Затоа не треба да се плашиме кој е против нас, какви се околностите околу нас. Туку треба да се плашиме дали ние сме со Бог, дали Бог е со нас. Тоа е најважното. И тоа го гледаме многу јасно во овој дел од книгата Дела на апостолите, последниот дел, кога Павле е во Ерусалим, од каде што се започнува и неговото патување
последната фаза од книгата, патувањето до Рим, која е конечната цел на Павле. И гледаме низ какви се перипети тој поминува таму. Дојде со најдобри намери да донесе помош за бедните во Ерусалим, дури принесе и жртва во храмот, помене се учествување, меѓутоа против него беа фрлени обвинувања, лажни обвинувања, дека е непријател на евреите, непријател на законот, непријател на храмот. Се крена толпа, огромна толпа, 50-ница е, празник, многу народ има. Разјарени се нафрлија да го линчуваат. И Бог го избави. Го избави преку римјаните. И тој посака да се обрати пред таа толпа и се обрати давајќи свое сведоштво за тоа како поверувал, за Божјата благодат, за тоа како Христос му се откри и од најголемиот противник на црквата и на Христос станува Христос апостол, бидејќи благодатта Божја го промени. И така, објаснувајќи своето сведоштво, верувајќи дека тоа сведоштво ќе ги убеди во вистинитоста на верата, и стигна до моментот дека Христос е тој што го праќа да служи на неевреите, толпата повторно се разери и повторно требаше да интервенираат римјаните. Тој повторно е ставен во окови. Стотникот, главниот таму во Ерусалим, сака да разбере кој тој човек кој до таа мера ги вознемирува евреите што дури сакат да го убијат. И прибегнува кон крајно средство да земе камшик и така со сила да го принуди да каже кој е. Меѓутоа Павле се повикал на римското граѓанство, кој не дозволува камшикување на римски граѓанин, и затоа решава сега тој главен командант, кој е илјадник, не е стотник, да го повика Синедрионот во касарната и таму да организира судски процес. И од тука натаму, продолжува нашиот текст во кој што гледаме како едни околности кои навидум во очите на Павле, па и ние ако сме биле таму и во нашите очи, ќе изгледале крајно непријатни. Всушност сите тие околности, чекор по чекор, го водат Павле кон она негова крајна цел. Ајде да видиме како продолжува тој текст. И така, на вториот ден или на следниот ден, доаѓаат членовите на Синедрионот во касарната, таму се стотникот, илјадникот, и Павле е исправен на судски процес. Синедрионот е највисокото и духовно и судско тело во Ерусалим. Тоа е истото тело пред кого беше исправен Господ Исус Христос, и сега Павле како негов апостол е суден таму. Тоа е истото тело кој ги гонеше водачите на црквата во Ерусалим, Павле, Петар, Јаков, Јован, и тоа е истото тело кое исто така го осуди и Стефан на смрт. Така да, не знам какви били очекувањата на Павле, знаејќи дека ќе биде суден од тој орган. Имајќи во предвид како пред него завршија сите што беа судени таму. И затоа уште на самиот почеток тој се обраќа како што до тој момент Павле го следи истиот принцип, да биде како овца меѓу волците, како што Христос ги прати. Исус не праќа како овци меѓу волците. Да, мудар како змијата, но не злобен како голубот. Не дозволувајќи сета таа ситуација да создаде во него омраза кон тие луѓе. Во ниту еден момент ние не гледаме кај Павле злоба, бидејќи се нафрлја врз него сакајќи да го убијат, и тоа без никаква вина. И тоа ќе го видиме овде на тој процес. И така се обраќа кон тие таму членови на Синедрионот со зборовите: луѓе, браќа. Да, тие се негови браќа, поранешни браќа, па и сега браќа. И вели, до оној ден, кој ден? До денот кога вие ме фативте да ме судите и ме обвинивте, цело време јас живеев со најчиста совест пред Бог. Со најчиста совест. Живеев постојано извршувајќи ја Божјата волја. Во ништо не го нарушив она што Бог го бара од мене.
И во таа просторија таму, пред сите тие членови на Синедрионот, управници, духовни водачи, судии, ако имало само една личност која можела да каже јас мирно си живеам пред Бог, со спокојна совест, тој е Павле. Бидејќи навистина беше таков. И тој во сведоштвото го кажа тоа. Преку цело време, јас само ја следев Божјата волја. Бог ми откриваше и јас бев послушен. И на овие зборови на Павле веднаш реагира првосвештеникот Ананија. И што прави? Го удира по устата како казна и како во обид да му ја затвори устата. Со други зборови, ти немаш право да збориш. Ти си хулител на Бог. И оваа постапка на Ананија, кој го обвинува Павле дека го крши законот, всушност оваа постапка е нарушување на законот, зашто според законот никој не смее да биде казнет, не смее да му биде затворена устата додека не биде утврдена неговата вина. Тоа е сосема вообичаено за Ананија. И според римскиот закон, и според законот на Мојсей, секој е невин додека не се утврди неговата вина. За жал, ние луѓето работиме по нашиот човечки закон, во кој што ќе го етикетираме некого, ќе го судиме, после тој нека докажува дека е невин. И тоа Божиот закон и е поинаков. Треба се докаже вината на Павле. До тој момент се уште не е докажана. Но ова што го прави Ананија сосема обичаено, тој е познат во историјата, многу има за него записи, има записи и од Мишната, од Талмудот, за тоа Ананија, има записи и од Јосиф Флавиј во историјата што ја пишува за еврејскиот народ. Тој стапил на должност 47-та година, а 59-та е тргнат од таа позиција. Таму е поставен од римјаните, всушност, зашто е многу близок соработник на римјаните. Познат е како корумпиран човек, како крадец и како силеџија, насилник, кој често пати прибегнувал кон римската војска, повикувал да интервенира во многу ситуации. Јосиф Флавиј, например, пишува дека даренијата што ги давале луѓето за свештениците во храмот и ги собирале, нели, Ананија си ги присвојувал за себе и никој ништо не смел да му направи. И интересно уште еден случај, и тоа повторно го е запишено во кај Јосиф Флавиј, кога 66-та година евреи кренеле востание против римјаните во Ерусалим, тие тргнале, нападнале касарната и ја нападнале и куќата на Ананија. Меѓутоа тој побегнал кај неговиот брат, но и таму го фатиле и заедно со римјаните него го убиле, го екзекутирале. Тоа е сликата за Ананија. Тој е таков првосвештеник. И Павле на таквата реакција му вели на Ананија. Сега тука ќе кажеме малку понатаму дали знаел кој е тој или не знаел, ќе видиме, но тој му враќа со едни зборови кои се така по малку групи. Му вели: Бог ќе те удри тебе дзиду варосан. Фразата дзид варосан и Христос се употребуваше таа фраза кон фарисеите. Тоа е како синоним, метафора за лицемер, лицемерен човек. Човек кој се представува на нешто што не е. И јасна, нели, сликата, дзид кој е распокан, пред уривање, ќе го измачкаш надвор, малко ќе го покриеш и изгледа како нов. Не е тоа што е, не е суштината таа на тој дзид. И му вели на Ананија: зошто му викат дзидоваросан? Си лицемер, зашто мене ме обвинуваш дека јас не го почитувам законот, а ти мене ме биеш и го кршиш законот. Ти во моментот го кршиш законот, а ме обвинуваш мене дека јас го кршам законот. Тоа е лицемерството на кој го посочува овдека Павле. Сега,
Неговата реакција, некои велат, не е како на Христос, она што Христос го правеше на судскиот процес, зашто Петар во првото послание вели дека иако беше Христос навредуван, хулен, тој не врати на хула против хулите, што му беа нанесени. Меѓутоа, вистината е дека и Христос враќаше со прашање: зошто ме биете? Што најдовте кај мене? Со право ли го правите тоа? Така да, Павле овдека, да, дејства емотивно, има емоција во неговата реакција, меѓутоа, тој не можеше во таа ситуација да каже нешто посоодветно. Зашто на вистина пред него имаше еден лицемер, кој го суди Павле дека го нарушува законот, а самиот тој во моментот го нарушува законот. И му е покажано на Павле дека тој е првосвештеник. А да се навреди првосвештеник е исто така спротивно на законот. И веднаш Павле се повлекува и вели: не знаев, браке, дека тој е првосвештеник, бидејќи е напишено: началникот на твојот народ да не го засловуваш. И овдека имаме една игра во овој текст за тоа кој го почитува, кој го нарушува законот. И Павле се повлекува и вели: не знаев. Ако знаев дека тој е првосвештеник, јас немаше по никаков начин да го навредам, зашто јас така ќе го нарушам законот. Кој се еден така, има чисто граѓански елемент во таа смисла. Како правосудство во Израел. Сега тука, например, Августин и Калвин, кој е последователен на Августин, велат дека Павле знаел кој е првосвештеникот, тој не можел да не знае дека Ананија е првосвештеник, и кога реагира на предупредувањето дека се обреке кон првосвештеникот, Павле во иронија вели: тој ли е првосвештеник? Јас не гледам ништо кај него што би заслужувал да биде еден првосвештеник. Не знаеме дали навистина е така, зашто сосема е можно Павле да не знаел кој е Ананија, да не го познавал. Што Павле тамо една недела во Ерусалим, а долги години, 20 години би отсуствал од Ерусалим, така сосема е можно. Меѓутоа, во секој случај Павле овдека наведува, потенцира, тој не би го нарушил законот пред нив, додека тие свесно го нарушуваат законот. Ананија сосема јасно, сосема директно го нарушува законот, додека Павле вели: не знаејќи јас тоа го направив. Прави едно разграничување. Во секој случај Павле знае, разбира дека тоа нема да биде фер процес, нема да биде вистински судски процес, и затоа фрла една бомба. Една бомба, по принципот раздели, па прекинија таа фарса. И навистина тоа му е целта на Павле. Разбира, знае дека во Синедрионот има две фракции, теолошки фракции, кои се постојано во една војна едни со други и се мразат. Постојано се во конфликт. Садукеите од едната страна и фарисеите од другата. Садукеите секој пат биле побројни во Синедрионот, зашто тие биле елитата, политичката елита, во аристократијата на општеството, и по таа линија, исто така били и теолози, секако, и по таа линија тие влегувале во управните структури, меѓутоа дел од Синедрионот били и фарисеите, кои биле чисто така свештеници, тоа слуги, равините, тоа учителите на народот, теолози, духовните учители, кои ја бранеле ортодоксалноста на верата, додека садукеите биле либерални во духовен поглед. И самиот Лука ни објасна овдека дека не верувале во воскресение, во духови, во ангели и така натаму. Јосиф Флави, кој меѓу другото бил фарисеј, и тој бил равин, кога пишува историјата, вели за садукеите дека тие верувале дека со смртта, дека душата не е вечна, туку душата умира со смртта на телото. Тоест нема задгробен живот. Садукеите верувале дека ова што е овдека на земјата, тоа е единствениот живот. Некаков деизам имало кај нив. Не верувале во воскресение, во ангели, во никаков духовен свет. И знаејќи го тоа, Павле ја фрла таа бомба и вели: се обреке тој сега на фарисеите со браке. Браке фарисеи, јас сум фарисеј како вас. И знаете ли зошто сега овдека ме исправија? Зашто проповедам дека има воскресение од мртвите. И кога го кажува тоа, тоа е
таа бомба која е фрлена и веднаш фарисеите почнуваат да значи тоа е забера на садукеите кои нели секогаш работат и шират ерес и либерална теологија. И има воскресение, можеби навистина па и ангел му кој открил сето тоа на Павле. И така почнува таа нели хаосот во Синедрионот. И сега Павле не се служи со улага овдека, воопшто. Тој е тука како што нели Христос рече, бидете итри како змиите, мудри како змиите, но не злобни како голабите. И тоа во таа ситуација, гледајќи дека нема да има фер процес, дека тоа е само губење време, го наметнува тој проблем кој пак е и вистина за неговото апсење. Зошто тој беше на крајот на краиштата уапсен? Ке имаше ли апсење ако Христос не воскреснеше од мртвите? Ке имаше ли процес ако во суштината на неговата проповед не беше Христос кој воскреснал од мртвите? Крстот, Христос распнатиот и воскреснатиот. Тоа е суштината на неговата проповед. И тоа тој го проповедаше во храмот. Или рече, мене воскреснатиот, живиот Христос ми се јави. Тој ме повика на служба. Јас станав апостол на воскреснатиот Христос. Ако Христос не воскреснеше, јас немаше да бидам негов апостол, вие немаше да ме уапсите и немаше сега да има процес. И тоа е вистината. Ако Христос не воскреснеше, секи беше празно. Но бидејќи Христос воскресна, сега јас стојам пред вас заради воскресението од мртвите. Тоа е проблемот, вели Павле, овдека на овој судски процес. И почнува конфликтот меѓу садукеите и фарисеите, една мешаница, во која е загрозен животот на Павле меѓу другото, и тука интервенира илјадникот, кои повторно се вмешуваат римските војници да го спасат, да го засолнат, уплашен, и го одвеле во тврдината, го сокриле. И сега вака, погледнато, да, спасен е неговиот живот, меѓутоа, ништо не се менува. Тој се останува во затвор. Далеко од неговиот сон да отиде во Рим и тамо да го сведочи Евангелието. Тие околности овдека не се пријатни за него. Ништо не ветуваат добро. Ништо, апсолутно ништо. Бидејќи на тој судски процес сега, истотникот и илјадникот разбраа јасно дека Павле, до тој момент тие не знаеа кој е проблемот. Зашто тој момент комуникацијата меѓу Павле и евреите беше на еврејски јазик. Тие ништо не тие само гледаа гнев кај народот, желба да го убијат, но не разбираа што е вината. И тука сега, на тој процес кој очигледно бил на елински јазик, разбрале дека тој човек, дека станува збор за некакви доктрини. И дека и кога ќе напише писмо илјадникот Лисиј кон Феликс во Кесарија, тој ќе рече, имаше тука процес, тоа ќе пише во писмото. Имаше процес. И на тој процес се утврди дека тој човек нема никаква вина. Немаше вина, ама пак реши да го стави во затвор. Павле сам там, во тврдината. И очигледно бил и загрижен, обесхрабрен, што ќе се случи сега. И си мислам, бидејќи ќе дојде Христос и ќе му каже, не плаши се, Павле, истата вечер. И си мислам, па кај беа, добро, не знаеме, Лука е таму, во Ерусалим во тоа време. Сведок е на станите. Си мислам, кај беа христијаните тогаш? Петар, Јаков, Јован. На крајот на криштата, тие му го дадо тој совет доди во храмот. Павле можеше да се крие од храмот, да биде подалеку од очите на јавноста. Може би го посетувале, не знам. Меѓутоа факт е дека еден друг, дека таму во таа толпа што сакаат да го убијат, имаше и христијани, зашто тие беа ревностни кон законот и тие беа поттикнати против Павле. А Павле што туку им донесе помош, храна им донесе. Може се представите ситуацијата. Ноќта во затворот, во оковите, сам. Ама не е сам.
Зашто истата вечер, што му рече Господ? Не плаши се, или тука зборот значи не очајувај, не паѓај во очај. Не, напротив, охрабри се, не плаши се. Зошто? Како што сведочише за мене овде во Ерусалим, така ќе треба да сведочиш и во Рим. Таа вечер, сигурно Павле тоа си го мислел. Готово, крај, пропаднаа сите планови. Зашто околностите во тој момент воопшто не биле охрабрувачки. Напротив, сите околности биле такви разочарувачки, да те обесхрабрат. И му се јава Христос и му вели, не гледај на околностите. Не, твојата ситуација не ја оценувај според околностите. Не, и тоа е во рамките на мојот план да те носам во Рим. Тоа е една етапа. Јас имам по тој пат до Рим. Јас имам за цели кои ти ки треба да ги исполниш. И ние ќе видиме многу цели. Долг беше тој пат од Ерусалим до Рим. Повеќе од 2 години помина време. И стигна во Рим, а при тоа беа постигнати и многу други цели. Немој му вели на Павле Христос да ги гледаш нештата според околностите. Ќе одиш во Рим. Јас ти гарантирам. Ова е дел од мојот план. И тоа е нашиот проблем. Ние ограничени во овој свет, ограничени во нашето гледање, во нашите разбирања, немаме некаков друг критериум да ја оцениме сопствената благосостојба, сопствената ситуација, освен преку околностите. Ги анализираме околности и викаме, ова е лошо сега за нас, или пак ќе видиме некои добри околности, ова е доброто за нас. Зашто немаме други некакви критериуми. Меѓутоа, тоа е најлошиот начин да се оцени нашата реална состојба преку околностите. Зашто околностите се само една видлива манифестација на она што ние не знаеме во позадината. Затоа нашата благосостојба треба да се крепи, да се потпира на ветувањето на Божиот план, на ветувањето во Божиот план, во кој што е вклучена секоја околност во нашиот живот. Секоја околност во животот е дел од совршениот Божи план. Секоја околност е контролирана од Бог. И затоа не е важно нели што се случува. Важно дали јас сум со Бог, дали Бог е со мене. Важно е најстрашната ситуација доколку јас сум против Бог и тие околности Бог ги свртува против мене. Тоа е опасноста во животот, а не какви се околностите. Тука би сакал да вклучиме една биографијата на Јаков. Јаков е можеби човекот во Библијата кој така најмногу се трудеше тој да ги менаџира околностите во животот. Има така илустративен расказ за неговото раѓање. Тој е близнак со Исав. И бидејќи Исав тргна прво да излегува при раѓањето, Јаков сакаше да го сопра, тој да го испревари, тој да биде првородец, ама не успеа. И потоа, што ли направиш на крајот за едначинија грашок, не знам што било тоа, му го зеда првородството. Потоа побегна, бидејќи му беше загрозен животот од Исав. Отиде кај Војко му Лаван. И тука се надмудрува кого повеќе ќе измами. Па Војкото Лаван се покажа така достоен соперник и требаше 14 години така да работи само за се земе Лија, Рахил за жена. По еден момент му дојде преку глава, си ги зема жените и се она без да прашаше, мислеше дека нема му припаѓа. Па се бореше со Бог се така, нели таа Теофанија, додека и рече, не те пуштам додека не ме благословиш. Па потоа пак со брат му требаш да ги средува работите. И така цел живот тој се бореше,
тие околности да работат во негова полза. Ама дојде во еден момент во кој што се сруши. Остаре, жените му умреа, едниот од синовите Јосиф, кој најмногу го сакаше, го изгуби, мислеше дека е мртов, дојде глад во земјата и рече на синовите, одете во Египет, таму има храна. И знаете таму, премиерот, министерот за храна, или како да го наречеме на Египет, го задржа еден од браќата Симеон, рече, ке седи тука, додека не ми го донесете Венијамин, тој што останал кај вашиот татко. И тогаш ќе ви давам и храна, инаку нема. И се врате и му рекоа на Јаков, така и така, го бара Венијамин, инаку нема да дојде ни Симеон, нема да има и храна. И тогаш тие се зборовите на очајание на Јаков, гледајќи ги околностите, тој граден живот со негови, нели така, да постојано да ги контролира нештата, наведнаш се сруши. И тој рече, сето ова на мене се струпа. Битие 42:36. Децата ми ги запустите, Јосеф го нема и Симеон, па и Венијамин ли ќе ми го земете? Сето ова, вели, се струпили, се разруши, се урна. Сето тоа. Падна како коло од карти. А реалност е дека и Јосиф беше жив, не само што не му фалеше влакно, туку може би му фале сите влакна глава, зашто тогаш се стрижеле. Но тој беше главниот с кој контролираше храната во Египет. На Симеон ништо не му фалеше, јадеше таму, имаше повеќе од нив. И на крајот виде дека тие околности кои ги гледаш како најхаотично, зашто тој не може да ги контролира. Всушност, тоа беа околностите кои го спаси народ. Бог беше тука. Бог направи во тие околности кои изгледаа за зло, во тие околности се подигна една нација, голема нација. И Бог си го подготви народот. И тоа важеше и за Павле. Околностите беа никакви во тоа време за Павле. Но Христос му рече, не. Тоа ти си на точното место во точното време. Таму во затворот. Таму треба да бидеш. Тоа е најдоброто место, најдоброто време. Се случува како што треба да биде. И тоа важи и за нас. Да, треба да бидеме во овој свет мудри, меѓутоа со покорноста, понизноста, дека ние не можеме да ги контролираме околностите. Ние треба да се предадеме. Џон Весли е познат, тој живеел над 90 години и кога бил веќе на смртната постела и неговите ученици кои долго време биле под неговата инструкција, така да кажеме, неговото семејство, се собрали и тој веќе бил на умирање, затворени очи, и во еден момент отворил очи и рекол, најважното од се е дека Бог е со нас. И пак ги затворил очите. Да, нема поважно од тоа. Најважното од се е дека Бог е со нас. Ако Бог е со нас, кој може да биде против нас? Која околност може да биде против нас? И така, и за бидат нештото уште по-лоши, уште додека е во затворот, па сега евреите подготвуваат план како да го убијат. 40 души дават завет пред Бог. Нема да јадеме, ќе умреме од глад ако треба, ама мора да го убиеме, Павле. Ќе направиме засада. Се договараат со Синедрионот и велат, повикајте го повторно илјадникот, пак да организираме процес, а ние во засада ќе го убиеме, Павле. Толку се, така да кажеме, радикализирани, што се спремни војна до отворот. Тие 40 души со оружје ќе ја нападнат римската војска, за да го убијат Павле. Многу се сериозни тие работи. Многу е радикална ситуацијата. До таа мера се стигнува. Да го убијат Павле. Само и само. Исаја 80 пишува, кројте се говори, но тие ќе се рушат. Говорите збор, но тој нема да се исполни, зашто со нас е Бог. Божјата невидлива рака, која понекогаш пак и многу видливо действува. И знаете, и таму во тој град, во тоа време, имаше еден внук на Павле. Еден внук на Павле, син на сестрата на Павле. Синот на сестрата на Павле, внукот на Павле, разбира
за тој заговор за убиство. Кога се прави заговор, тоа се прави во тајност. Знаеле само тие што мислеле да го убијат, 40 души, и членовите на Синедрионот. Што значи дека тој човек, млад човек, предпоставам, бил внукот на Павле, не бил случаен човек. Не, никако. Тој бил дел од Синедрионот. Бил во обкружувањето. И не треба да не чуди. Зошто? Зашто семејството на Павле е фарисејско семејство. Семејство со фарисејска традиција. Традицијата вели дека и татко му и дедо му на Павле биле фарисеи. Трето поколение. И таа традиција треба да продолжи. И традицијата се предпоставя продолжува сега внукот на Павле. Тој е таму во Ерусалим за да биде обучуван како фарисеј. Тоа е предпоставката, тоа е традицијата. Во секој случај, за да дознае за заговорот, тој треба да е таму. Меѓутоа, пак е тука Божјата рака. Божјата рака која, или Божјата промисла, која прави тој човек да биде... Па тој може да се врати пак дома во Тарс, да си биде дома. Таму е, на тоа место, во тоа време, и Бог го поттикнува да не ги слуша фарисеите, да не го слуша Синедрионот, туку да отиде во касарната тамо, да отиде кај стотникот и да рече вака и вака се прави против вашиот затвореник. Гледате как повторно една промисла. И ова нешто пак сега пак ќе действува во рамките на устварувањето на планот за одење до Рим. Пак еден чекор во таа насока. Зошто кога ќе чуе илјадникот Лисиј за заговорот, ќе рече, овдека веќе не може да седи, станува премногу опасен, ќе го носиме во Кесарија. Кај римскиот управник, до тој момент Павле е суден само од римската воена власт, од тие што локално таму во Ерусалим се надлежни да управуваат. Во Кесарија е римскиот управник, римскиот судија, оној што конечно решува. Така да Павле е префрлен на повисока инстанца која може да реши и да оди во Рим Павле, случајот да биде префрлен во Рим. Така во тој поглед, ова заговорот што го прават тие, помага Павле да отиде во Кесарија. Но интересно е како Бог го спасува Павле. Павле до тој момент не знае, додека не дојде кај него внукот, додека не пратат, не го извести, Павле до тој момент не знае ниту за заговорот, ниту за внукот, за ништо не знае. А против него има опасност. И тој можеше да излезе, да го спроведат и да ги нападнат. Меѓутоа, во позадината работеше Божјиот план за спасение. Калвин во институтите, кога говори за Божјата промисла, за тоа како колку често ние забораваме, зашто не ја гледаме, и дава еден пример од неговото време, вели, луѓето се плашат да патуваат со бродови, зашто во тоа време навистина било најнесигурното превозно средство. Не знаеш морето како ќе се сврт брановите. И најмногу луѓе гинеле во такви бродоломи. И Павле вели дека на 2 пати, или како беше, пострадал. И затоа вели луѓето избираат да патуваат со коњи. Ама и ако паднеш пак од коњ, тешко ќе останеш цел. Денес не патуваат луѓето со коњи, не знаат, меѓутоа само за атракција, меѓутоа и денес има многу случаи, но вистина е опасно тоа патување. Па тој што го глумеше Супермен, така јавајки на кој падна и до крајот на животот, 20 на години, со апарати живееше. И затоа вели, луѓето решаваат да одат пеш по улиците, а не се свесни дека има толку опасности по нивниот живот колку што има керамиди на куките по улиците. Зашто една од тие керамиди да падна роз главата и отиде. И затоа вика, многумина решаваат да останат дома. Ма ако се запали куките или падна врз нив, јапонците кои се многу педантни во статистика, и кога беше ковидот, и кога почна да прават пресметки од што најмногу умираат луѓето, разбра дека еден од првите 4
причини за смрт е лизгање во купатилото и паѓање. Ето, тоа е. Која е идејата на Калвин? Дека ние секојдневно излегуваме надвор на улиците без да сме свесни каква опасност се соочени и какви опасности биле, од какви опасности сме биле предпазени. Тоа е таквиот случај. Павле не знаеше, но Бог го најде тој внук таму и беше спасен неговиот живот. И кога слушна Лиси, видите интересно каква заштита му обезбеди. 200 војници пешадија, така да кажеме. 200 војници пешадија, 200 конјаници и 70 стрелци, уствари тоа се тие со копјата. Копјаносци. 500 души војска обезбеди за безбедно ноќта да го спроведат Павле до Кесарија. Тие прво до едно место го носат и кога веќе е безбеден се враќат пешадијата и копјаносците и само конјаниците одат. А за Павле пак има безбедно добиток, да коњи, не знам што, да го, или некоја кочија со волови, да го транспортираат дотами. Тоа е интересно, гледа каква заштита Бог подготви за Павле. И тоа е интересната работа. Кој од начините Бог употреби овдека? Евреите се кренаа против него, неговите браќа, и Бог ги употреби неевреите. Оние што беа окупаторите на Јудеја. Нив ги употреби за да го спаси животот на Павле. Навистина Божите промисли се неверојатни. Оние што би требало да бидат први за да го убијат, тие застанаат да го штитат. И тоа пак е резултат на Божјата власт, неговата неограничена власт, која е на светскиот хегемон Рим, на светскиот хегемон, римскиот заповедник, му дава заповед. Овој човек ќе го пазиш како зеницата во твоето око. И тие така сватија таа задача, да го чуват Павле, да го заштитат. Навистина, Бог е Бог на околностите. Голема парадоксот е со Мојсей. Мојсей кој стана законодавачот, оној што го изведе народот од робството, оној што е водечката фигура во поглед на давањето во конституирањето на државата Израел, всушност е спасен од египетскиот фараон. Не, тоа е абсурдот. Мојсей ке го немаше, ама семејството на фараон, сестра му, го зема и во египетскиот фараон растеше Мојсей. Таму беше, Бог го употреби Египет за да подготви човек кој потоа пак ќе го избави народот и ќе создаде држава, давајќи го законот. Тие се тие абсурди во Божјата промисла. Околностите се сосема навидом поинакви од тие што на крајот завршија со резултат. И така, кога стигнува на крајот во Кесарија, Лиси предава писмо во кое што многу јасно вели. Во писмото во кој стих беше? Да, 29 стих. 28 пишува. Го изведов пред нивниот Синедрион, не знаев која е причината, поради кога го обвинуваат. Дознав дека го обвинуваат по прашање на нивниот закон, но дека нема никаква вина поради која би заслужил смрт или окови. Нема никаква причина да биде држан во затвор. Тоа вели Лиси. Кога разбира овој Феликс зашто се работи, од каде е, вели овдека ќе го повикаме Синедрионот и ќе има повторно судење. Пред нив ќе треба да изнесеш својата одбрана. И ќе го видиме, многу интересна ситуација се случува и таму, во Кесарија, уште една, така да кажеме, заштита која изнесува Павле, третата може поред во Ерусалим, тоа е таму пред јудеите. И тоа е
интересно. Ке остане неговите пътешествия, ке продължат, допъра почнуваат всъщност во Јудеја, но ке завршат на крајот во Рим. И некои сметаат дека Павле застанал дури и пред Нерон, зашто тоа е дел од процесот, од судскиот процес кога некој е праќан во Рим. Дека Павле, иако Лука завршува со пристигањето во Рим. Но ако, знаејќи го Павле, каков е Павле, знаејќи ги сите заштити до тој момент, па и ќе ја видим и заштитата пред Феликс и потоа пред Фест, Павле е човек кој наоѓа начин пред секого да го сподели Евангелието. Дали ќе биде тоа некаква заштита судска, дали ќе биде тоа сведоштво, дали ќе биде тоа евангелизирање, тој секогаш ја споделува својата вера. И некој смета дека на крајот се стига до таму што Павле на вистина, бидејќи тоа му го откри Христос и пред цареви го споделува Евангелието. А сето оде на еден ваков начин, со едни околности кои, гледајќи ги така отстрана, изгледаат крајно непријатни и тешки. Несигурни. И тука пак се на сигурноста да одиме. Има една интересна книга пред 10-15 години, книга која што историски преследува она манија за златото. И книгата се вика Моките на златото и историја на обсесијата. И почнува од шумерите, Египет, Мојсей го вклучува овдека авторот, Мидо Персија, па шпанските инквизитори и современите берси. И основната идеја која тоа е провлекува низ таа книга е дека таа обсесија кон златото, која всушност произлегува, и тој тоа го нарекува метафизичка сигурност. Сигурност која изгледа дека меѓутоа е мистериозно, нема некаква реална основа. И на крајот заклучокот е дека многу мокни луѓе кои биле обседнати од копна сигурноста која дава златото, на крајот завршили многу трагично. И дека всушност нема такво нешто како сигурно богатство. Денес нели се спори дали биткоините или како се викаше тоа сигурно или златото е сигурно. Не, заклучокот на книгата е нема сигурност. Ништо нема, ништо не дава сигурност на оваа земја. Сигурно е само Божјата рака. Сигурно е само Божјиот план. Ништо друго не е сигурно. Божјиот план кој содействува за доброто на оние што го љубат Бог. Затоа не треба да очујуваме кога тие околности изгледаат како да се организиран заговор против нас. Да, ние сме како овци меѓу волци, но знаете што? Ние како овци имаме пастир. Волците немаат пастир, добар пастир. Волците имаат некој кој сака да ги уништува, да ги огнетува. Додека ние сме овци на добриот пастир кој животот си го дава за нас, кој се прави да содейства за добро на овцата. И тоа е нашата сигурност. Зато ни не треба, а за жал го правиме тоа, не треба да живееме како волци во овој свет, кои прават се да се преборат со другите волци. Не. Бог не пратил, Бог не праќа. Тој ве праќам. Вие треба да имате иницијатива да одите во овој свет, да одите меѓу волците. Не зависи тоа како изгледат работите, но како овце да одите таму. Мудри, но немојте да подпаднете под злобата, под омразата, зашто многу лесно ќе дојде гледајќи ги нивните лукавства, гледајќи ги нивните лоши намери. Не, докрај ќе останете овци. Со љубов кон нив. Тоа е. Зашто јас сум со вас. Зашто околу вас има војска.
И таа војска е секојдневна. Минатата недела го разгледувавме во средата Елисеј, кога се крена армијата на Сирија најмокната да го во обсада, да го уапсат и да го однесат во Асирија. И се помоли Елисеј, Господ да му ги отвори очите на слугата и види огромна војска околу него, Божја војска. Секој утро кога ние излегуваме од дома, таа војска околу нас, не ја гледаме, околу нас, не штити. Божјата рака е единствено сигурната и таа го остварува секогаш неговиот план кој е најдобар за нас. Или, како што рекол Весли, најважното е дека Бог е со нас. Амин.